Во петокот во ресторанот Аледар представници од граѓански организации од Кочани одржаа координативен состанок на кој се формира заедничка иницијатива за здрав живот во Кочани, кој ќе реализира активности за подобрување на состојбата со животната средина во нашата општина. Поради состојбата со COVID-19 вирусот, бројот на присутни беше ограничен, но согласност за заедничко действување добиено од поголем број граѓански здруженија. Координатор на иницијативата за здрав живот во Кочани е Зоран Тодоров. Во петокот имаше 12 здруженија, но има најава за уште толку, дека да направиме иницијатива која ќе се вика за здрав живот во Кочани, се со цел сите цели кои тие здруженија ги имаат да можеме заеднички да ги туркаме и да си помагаме едни на други за да ги постигнеме. Во петокот беше постигнат консензус за две прашања кои први ќе бидат на тема, тоа е чистиот воздух и хидроцентралата над Браната Градче, која здружението Green ORG ги оспорува со документи. Се надевам дека ќе има некаков успех во тој дел, а во делот за чист воздух најгорливиот проблем гледаме да го решиме сега, тоа е со Пепермел, а подоцна и сите други кои, значи да не се застанува само таму, се додека не добиеме чист воздух кој ќе биде адекватен за дишење на нашите деца и за сите цялата околина. Ова е, можам да кажеме, една позитивна иницијатива, тоа сакам да го нагласам, и дека со институциите нема да го имаме тој однос да бидеме се на различни страни, туку напротив, доколку можеме некако да им помогнеме и на нив, ние стоиме на располагање. Дали се тоа некоја акција од областа на екологијата, дали е тоа да граѓанскиот сектор треба да го каже својот глас пред централната власт во Скопје, ние стоиме на располагање, се со цел да постигнеме заедничката цел, бидејќи верувам дека никој нема лоши намери во овој град да има лош воздух или да немаме здраво услови за живот. И се надевам дека сите политички фактори ќе не подржат и веќе има најави, се не контактираат, така да ево ова го оценам како нешто многу позитивно што може да донесе добро за сите. Ова иницијатива е поддржана од 12 спортски друштва и хуманитарни организации, се очекува и останатите здруженија од општината да се приклучат кон неа. А се очекува и останати здруженија кои се со исто мислење и сите заеднички да се борат со решавање на проблемот со нечистата природна околина да се приклучат кон неа.